Денес е светскиот ден на слобода на медиумите, го одбележуваме во навистина воредни услови за време на пандемија на коронавирус. Што би им порачале вие на медиумските работници? Што тоа значи? Прво ден го честитам денот на медиумските работници. Би посакал, прво ќе зборувам за нашите во Македонија, би посакал да бидат попрофесионални, да бидат поетични и да внимаваат повеќе при подготвувањето на своите материјали, да не подлегнуваат на клиентелизмот, да не подлегнуваат на политиките, да не подлегнуваат на бизнисмените, затоа што на тој начин се внесуваат, се подготвуваат и дезинформации во јавноста, кои што потоа ќе се пренесат и кај населението, кај гледачите или кај читателите. Затоа мојата порака е повеќе професионализам и повеќе етика. Дезинформации има, особено околу коронавирусот. Дали вие гледате некои примери кај нас кои штетно се одрази и како самите новинари со тоа да се справат? Значи, ние синоќ имавме седница на Комисијата за жалби при Советот за етика и значи и претходните седници што беа, значи во овој период кога зборуваме за коронавирусот, 80% од представките се однесуваат на текстови или емисии подготвени за коронавирус. Мислам дека новинарите тука треба да внимаваат, кога зборувам да внимаваат, станува збор за има нарачани текстови кои што се пласираат, има текстови за кои што не знаете кој е изворот, неподпишани текстови, има текстови кои што се директно со дезинформации, полни со дезинформации. Вие и самиот се заразивте и заболевте од коронавирусот, за среќа се е добро, но кој е вашето искуство? Вие знаете дека освен јас има и новинари кои што активно се занимаваат со нарасо и тие се разболеа, значи треба да се внимаваат редакциите многу повеќе да внимаваат да ги заштитат своите соработници. Што се однесува до моето искуство, можам да кажам дека коронавирусот е појава, односно која што не знаете од која страна ќе ви дојде вирусот, заразата од која страна ќе дојде, можеби сосема случајно што не очекувате тоа. Така беше да речеме, ке нас по семејство собрани на еден семеен собир и 9 души од 4 до 70 години се разболевме. Така што треба да се внимава многу и редакциите да внимаваат и луѓето да внимаваат. Кога има препорака дека треба маски, ако има препорака за полициски час или модерна состојба, треба да се почитува. Веројатно таму работат луѓе, експерти кои што се медицинари, кои што се занимава со, мислам, доктори, лекари, кои што ги знаат работите и тие консултираат. Веројатно и странски извори и заради тоа ги носат овие мерки кои што ние треба да ги почитуваме. Поминавте извесно време и во болница, како беше таму медицинскиот персонал, негата, помошта, другите случаи? Бев 2 недели на инфективна клиника. Мислам, впечатокот мој е дека луѓето таму се подготвени персоналот, отпочнувајќи од чистачките до завршувајќи со лекарите, посебно односот на сестрите кои што се 24 часа посветени на пациентите и можам да кажам дека со својот однос кон пациентите, тие помагаат и да ги преврат пациентите, да ги преврат и сите тешкоти со кои што се соочуваат, затоа што таму имате рече пациенти во лесна состојба, пациенти во средно тешка состојба или пациенти во тешка состојба. И доколку односот на персоналот е таков, спонтан, оптимистички, и пациентите ќе ги надминуваат тешкотиите побрзо, полесно.